студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележа денот. Доживотен затвор за Елвин Куртовиќ за убиството на Евтимов кај трговскиот центар Мавровка. Обвинителството ја обжали одлуката за куќен притвор на Јаховски. Мицкоски го обвини Абази. Мал дел од судиите и обвинителите, според премиерот, биле последниот штит на поранешната власт, ДУИ СДСМ. Уставниот суд се спротистави на најавите од ДУИ. Интерпелација за судиите е упад во самостојноста и независноста на Уставниот суд. 8,5 милиони евра за 2 години за нови автомобили. Државните институции не штеделе за удобност. Најскап автомобил си купила општината Шутка. Строгите закони за приватност ја спречија Агелер да одговори зошто Лимани не добил американска виза. Министерот тврди дека забраната била поради услуга кон Ахмети. Советникот на Путин незадоволен од предлогот за привремено примирие. Руско-американските разговори продолжуваат во Москва. Во овие вести во живо заказната доживотен затвор за убиството кај трговскиот центар Мавровка. Останете со нас. Доживотен затвор за Елвин Куртовиќ за убиството на Евтимов кај трговскиот центар Мавровка. Ова е одлуката која денеска беше објавена во Скопскиот кривичен суд. На пресудата присуствуваше колегата Зоран Јаневски. Го имаме во живо во овие вести. Зоран, кое е образложението на судот за ваквата пресуда? Да, околу половина час траеше образложението на судиката Моника Бахчовановска за признанието на вина, односно за убиството кое се случи во текот на минатото лето на паркингот кај Мавровка, откако во животот на 59 годишниот скопјанец Васил Евтимов посегна 40 годишен скопјанец Елвин Куртовиќ. Според образложението на судот, тој бил пресметлив кога го извршил кривичното дело, иако како што тврдеше бил под дејство на дрога. Вештачењето кое што го направиле лекарите укажало дека кога тој посегнал по оружјето бил пресметлив. Меѓутоа, како што објасни судот, во неговиот ментален склоп тој бил склон да напаѓа. Меѓутоа не ги почитували социјалните норми. Како што се вели во пресудата, тој претходно бил осудуван на тешки кривични дела, односно одговарал за сторени кражби, сообраќајки, фалсификување, поседување оружје. Освен од домашните судови бил казнуван и од странски судови, како што беше случајот со Српскиот суд во Нови Пазар. Токму поради ова, односно поради сите овие претходни сторени кривични дела за кои издржувал и затворски казни, судот Скопскиот кривичен суд се одлучил Елвин Куртовиќ, кој минатото лето го уби 59 годишниот скопјанец Васил, да оди на доживотен затвор. Сите детали од пресудата ги има во прилогот. Доживотен затвор за убиецот од Мавровка. 40 годишниот Елвин Куртовиќ призна дека со еден истрел од автоматско оружје губил 59 годишниот скопјанец Васил Евтимов на паркингот кај трговскиот центар, па остатокот од животот ќе го помине во затвор. Пресудата ја подпиша судиката Моника Бахчовановска. Кога посегнал по оружјето, Елвин бил пресметлив и во добра психичка состојба, наведе судиката. Тоа, рече, го покажале и психијатриските вештачења. За време на случувањата поврзани со кривично-правниот настан бил со уредно психичко здравје. На ден 28.2024 година, кога го сторил кривичното дело, тој во секој момент можел да ги разбере своите постапки и да раководи со истите, од правен аспект бил пресметлив. На стартот од судењето во понеделникот Куртовиќ рече дека убил под дејство на дрога, па не бил во состојба да расудува. Неговата адвокатка Софија Лаличиќ поради тоа побара поблага казна, а обвини дека убиството немало да се случи ако не потврлеле институциите на државата, кои дозволиле незиниот клиент да излезе на викенд од затворот Идризово. Елвин, во таа состојба сте се довеле самите себе си. Тоа не значи за судот дека вашата кривична одговорност треба да биде намалена или избегната во никој случај. По однос на наводите на одбраната за пропустите на државата и вината на државата за сторување на кривичното дело и другите две кривични дела за кои што дополнително ќе се суди со оглед на тоа што се развива постапката,
државата, ниту било која институција на државата, која што ја представува државата, не може да биде одговорна за действија поврзани од страна на действија превземени од страна на поединец. Куртовиќ имал дебело криминално досие кое датира дури од 2001 година. Бил осудуван за кражби, насилство, недозволено поседување оружје, фалсификување. Осудуван бил и од Српскиот суд во Нови Пазар. Убиството со умисла и од користолюбие минатото лето било пресудно Куртовиќ да биде осуден на доживотен затвор. Во август лани среде Белден Куртовиќ првен го убија, потоа и ограби скопјанецот Евтимов, чија поширока фамилија поседувала златарници. Го застрелал со куршум директно во срцето, а од неговата сопруга одзел чанта со компјутер и кутија рачен алат од нивниот автомобил. Во бегството Куртовиќ пукал и кон 4 полицајци, но таквиот обид за убиство не го призна пред судот, па својата невинност ќе ја докажува низ судски процес. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе жалба на решението на судијата на претходна постапка со која осомничениот Јаховски заврши во куќен притвор. Ценат дека е направена суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и бараат кривичниот совет да ги преиспита фактите. Образложението од судот за определената мерка беше дека синот на пратеникот од ДУИ имал малолетни деца, нарушено здравје и изградени силни врски со државата. Жалбата за куќниот притвор за сопственикот на Пуцко Петро Ласмир Јаховски е примена во кривичниот суд, а кривичниот совет во текот на наредните денови ќе одлучи дали ќе му го замена домашниот со ефективен притвор на осомничениот во акцијата Мазут Јаховски, како што бара обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во законски утврдениот рок до кривичниот совет при основниот кривичен суд Скопје поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара кривичниот совет да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои е донесено обжаленото решение, информира од обвинителството за организиран криминал. Од истото обвинителство претходно соопштија дека тие побарале притвор за Јаховски, но биле одбиени. Во соопштението пак на кривичниот суд од 11 март стои дека јавниот обвинител се согласил за промена на ефективен притвор за куќен притвор за Јаховски, што било прифатено од судија на претходна постапка. Образложението на судот било дека имал 4 деца, нарушено здравје и силни врски со државата. Само на Јаховски, кој е син на актуелниот пратеник на ДУИ, судот му одреди куќен притвор. Осомничени се уште 13 лица за злоупотреба на околу 170 милиони евра државни пари за набавка на канцероген мазут со кој го загадувале воздухот. На тројца судот им одреди ефективен притвор во Шутка, меѓу кои бизнисменот Радко Капушевски, додека на останатите суми на им се одземени пасошите. Екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој покрај овој предмет е осомничен во предметот адитив, е во бегство веќе неколку месеци. Покрај злоупотреба на службената положба и перење пари, истрагата треба да покаже дали осомничените ќе одговараат и за екоцид, едно од најтешките дела во кривичниот законник, за кој максималната казна е доживотен затвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Втор ден поред, премиерот Мицковски го обвинува шефот на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, обвинителот Бази, за обид за саботажа на случајот за спорна набавка на деривати. Иако не сакаше директно да го каже неговото име, го опиша детално. Според Мицковски, 5% од актуелните судии и обвинители биле последниот браник и цврт штит за поранешната коалиција СДСМ-ДУИ. Од СДСМ пак вината за постапувањето во случајот ја гледаат кај партијата на власт. Без да му го спомене името, премиерот Мицковски денеска алудираше дека шефот на ОЈО Ислама Бази се обидува да ја саботира истрагата за милионски криминали со набавката на мазут. Премиерот е дециден дека во судството нема место за партиски измеќари, а 5% од судиите и обвинителите се токму тоа, последниот браник и цврст штит на поранешната коалиција СДС-ДУИ. Најголемиот дел би рекол 95% од обвинителите и судиите се луѓе кои што честно си ја работат својата работа, кои што обвинуваат според закон и устав, судат според закон и устав, но за жал има и такви кои што останаа да бидат партиски измеќари. Посебно би го потенцирало донесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада.
Тој што му стоја на ушка, на една слика. Од СДСМ пак со контраобвинување, опозицијата тврди дека токму власта во изминатите 9 месеци има склучено 170 тендери со Пуцко Петрол, чиј собственик Асмир Јаховски е осумничен за пирење на милионски суми при набавката на нафтени деривати. ВМРО ДПМН е подобро да молчи кога станува збор за Пуцко Петрол и за Радко Капушевски. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО ДПМН и ДУИ беа коалиција. И еве само во последните 9 месеци, СДСМ веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено ова се тие документи 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. СДСМ секако дека ја поддржува истрагата и очекуваме целосно расветлување на случајот. Иако со истрагата е опфатен Јаховски, кој е син на актуелен пратеник на ДУИ, а меѓу осумничените се и други членови на партијата на Ахмети. ДУИ е единствената партија која веќе трет ден молчи за милионските криминали, но нема испратено писмено соопштение ниту на една друга тема. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Пред малку на обвинувањата писмено реагира и од обвинителството на Бази, од таму во реакцијата се вели јавните обвинители од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги отфрлаат сите информации што кружат во јавноста за наводни притисоци врзни во врска со предметите по кои постапуваат и јавно ги осудуваат ваквите изјави што задираат во нивниот интегритет. Во досегашното работење на сите обвинители во ова обвинителство, без исклучок во ниту еден момент, ниту од основниот јавен обвинител Ислама Бази, ниту од кој било друг, не била загрозена нивната самостојност и одговорност при извршување на нивната функција. Секоја непроверена теза и сензација која ја подрива довербата во обвинителството директно го крши Уставот на Република Северна Македонија. Јавноста треба да знае дека согласно Уставот и согласно законите никој не може да влијае врз законитото, непристрасното и објективното вршење на функцијата на обвинителството. Од тие причини не смее да се дозволи одлуките на обвинителството да се користат за дневно политичко поентирање, особено ако се има предвид дека секоја донесена одлука влијае на нечија човечка судбина, се вели во реакцијата испратена од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Преку официјално соопштение, Уставниот суд денеска посочува дека институтот интерпелација не важи за уставни судии. Тоа според судот е упад во самостојноста и независноста на Уставниот суд. Информацијата следува како реакција по најавите на ДУИ дека по примерот на Судскиот совет тие ќе покренат интерпелација во собранието за уставните судии. Македонскиот устав не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од законодавната, ниту од извршната власт. Уставните судии со порака до институциите дека претениците со било какви законски решенија не може да бараат нивна интерпелација, бидејќи овластувањето на собранието завршува со моментот на избор на уставните судии. Институтот интерпелација, предвиден во членот 72 од Уставот, во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните судии. Во спротивно се губи смислата на Уставниот суд и се прави тешка повреда на Уставот, од причини што на тој начин се прави и упад во четвртата така наречена уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на Уставниот суд, велат од таму. Реакцијата на Уставен доаѓа откако ДУИ најавија интерпелации за уставните судии доколку донесат одлука за Законот за јазиците, но беа и против интерпелациите на членовите на Судскиот совет. Изгласаната недоверба на 5 члена на Судски го следи Американската амбасада. Амбасадорката Агелер вели дека важно е целиот процес да биде јасен и транспарентен. I don't. We're watching very closely the procedures in Parliament and as well as their statements. And as with any of these cases, what is critically important is that the law is followed and it is followed in a way that is clear and transparent to all of those observing it. Од Судски за сега не споделуваат информации дали и кога ќе биде свикана нова седница, откако беа изгласани интерпелациите на 5 члена. Владеачкото мнозинство побира да бидат изземани од работата на ова тело, но Дамева, Црвенковска, Адеми, Чачарова, Илиевска и Мустафа веќе се изјаснија дека не планираат да поднесат оставки. Ке чекале да им заврши мандатот. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. 8,5 милиони евра за 2 години за нови автомобили. Државните институции не штеделе за удобност. Најскап автомобил си купила општината Шутка. Строгите закони за приватност ја спречија Агелер да одговори зошто Лимани не добил американска виза. Министерот тврди дека забраната била поради услуга кон Ахмети.
8,5 милиони евра за 2 години за нови автомобили потрошиле државните институции, покажува анализата на Центарот за граѓански комуникации. Кога се трошат државни пари, не се штеди на удобност. Најмногу возила купиле во ЕСАМА, а најскап автомобил набавила општината Шуто-Оризари. Деталите ги има Мартин Арсов. За 2 години државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за набавка на нови возила, покажа новото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Само во 2023 и 2024 година набавени биле 269 нови автомобили. Дел од институциите ги купиле возилата, а друг дел ги земале на лизинг, најчесто оперативен, што значи дека по истекот на рокот ќе треба да ги вратат, а за возилата платиле исто како да ги купиле. Анализата на ЦГК покажа дека најскапо возило од над 55.000 евра набавила општината Шуто-Оризари. 55.000 евра службено возило за општина е скапо и нерационално трошење на парите, колку и да е богата таа општина, а не нашите општини кои што голем дел се со долгови, со блокирани сметки, им дава државата, односно владата, пари за проекти, значи нема доволно пари и мислам дека купувањата на вакви работи треба да ги усогласат со своите буџети, значи да бидат соодветни на парите што ги имат, а исто така треба да се погледа и просечниот стандард на граѓаните кои што го полнат буџетот, па да се види дали граѓаните просечно можат да возат возило од 55.000 евра. Најмногу возила пак набавиле ЕСАМА. За 82 возила потрошиле над 2 милиони евра. Речиси исто толку пари за двојно помалку возила платила владата, за 45 возила на 3-годишен лизинг. Овие автомобили, според извештајот, меѓу другите ги користат и поранешните председатели Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов, Вилма Трајковска и Стево Пендаровски, како и поранешните премиери Талат Џафери и Димитар Ковачевски. Во истражувањето се само набавките на патнички возила и не се опфатени товарните и работните. Исто така вклучени се само новите, но не и набавените половни возила. Мартин Арсов, Сител телевизија. Повикувајќи се на строгите законски правила за приватност, амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелер одби да одговори зошто Лимани бил одбиен за американска виза и не замина на настан во Обединетите нации. Министерот не одговори на прашањата, а во објава на социјалните мрежи пишува дека бил одбиен поради кршење на меѓународните правила, додека му вршел услуга на Али Ахмети. Од Министерството најавија дека во вторник ќе се појави во јавност. Причините зошто министерот Лимани не добил американска виза му се појаснети нему, но поради строгите правила за приватност во Соединетите Американски држави, амбасадорката Агелер не можеше да ја открие причината зошто Лимани не доби дозвола да отпатува во Њујорк, каде завчера требал да присуствува и да се обрати на настан на Обединетите нации посветен на жените. So we have very strict privacy laws in the United States, and so I cannot discuss any visa issues on any individuals. I would refer you to the minister to discuss what occurred. But I will also simply say that with any applicant for an American visa, a U.S. visa, that the process is explained to the individual, and if there is any additional follow-up, that is explained as well. Лимани денеска не одговори на повиците и пораките на Сител. Од Министерството за социјала, со кое раководи Лимани, велат, веќе се произнесол преку Facebook. Меѓутоа, од кабинетот на Лимани најавуваат дека во вторник на 18 март ќе одржал пресконференција на која ќе ги образложил причините за одбивањето за виза од САД. Министерот во кратка објава рече дека причината за недобивањето американска виза била некаква услуга која тој ја завршил за својот роднина и прв човек на ДУИ Али Ахмети. Причината за пречката за слободно движење произлегува од фактот што жртвува все за да го врата Али Ахмети, заедно со неговите деца и пријатели во неговата татковина, користејќи начини и средства кои не се дозволени со меѓународното право. Ова нека послужи како потсетник за идните генерации да внимаваат кому му веруваат и за што се жртвуваат, за да не се осудат на вечно робство, вели Лимани барајќи ТВ дуел со Ахмети. Одбивањето на Лимани за американска виза предизвика низа реакции од политичките партии. СДСМ и Алијанса за албанците побараа објаснување, но и оставка од министерот за социјала. Даниел Василев, Сител телевизија.
Од СДСМ со нови обвинувања за работата на владеачката партија тврдат дека тендерските мрежи на ДПМН се шират. Според информациите кои ги објавија, една фирма добивала тендери вредни 4,5 милиони евра од повеќе општини, раководени од градоначалници на ВМРО ДПМН. Во општина Кисела Вода, каде градоначалник е Орце Ѓорѓиевски од ДПМН, за период од 2022 година до 2024 година, оваа фирма има добиено тендери во вредност од 1,7 милиони евра. Од општина Аеродром и во време кога градоначалник бил Тимчо Муцунски, ова иста фирма има земено тендери, односно склучени договори, тешки речиси 1 милион евра. Во општина Неготино, каде градоначалник е Стојанов од ДПМН, од 400.000 евра. Од вкупно 13 тендери во овие општини, на дури 11 фирмата се јавува, замислете, како единствен понудувач. Кога Социјалдемократскиот сојуз ќе го погледне својот двор и ќе остави надлежните да се грижат за граѓаните, прашуваат во реакцијата испратена од ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз додека беше на власт крадеше, а сега гледа проблем каде што нема. СДС има проблем кога некој склучува договор, а не е од СДС. Венко Филипчи и СДС никако да го погледнат својот двор, посочуваат во реакцијата од владеачката партија, упатувајќи неколку прашања за работата на поранешни градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Од владата се задоволни од интересот на локалната самоуправа и информираа дека досега се пристигнати 340 проекти од 51 општина за вториот јавен повик од проектот за капитални инвестиции. Повеќе од 338-340 веќе проекти се стигнати од 51 општина. Очекуваме таа бројка да надфрли и 400, зашто не и 450. Во првиот повик имавме проекти во вкупна вредност од 72 милиони евра, без оние средства кои што отидоа преку Министерството за транспорт. Сега имаме 15 милиарди денари, 250 милиони евра. Секој ден сме присутни на некој нов проект. Ве поканувам во сабота во Студеничани, таму почнуваме еден голем проект, тоа е за 2 дена од денеска, така што на цела територија, како што ветивме, без разлика на градоначалникот дали е од опозицијата или од власта или е независен, ние имаме цел и намера да инвестираме на цела територија на државата. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информира дека официјалните ветеринари на агенцијата во соработка со полициски службеници од Одделението за внатрешни работи Крива Паланка утрово во кривопаланечкото село Жидилово спровеле вонреден инспекциски надзор во 3 одгледувалишта за говеда, иако направиле нов обид за одземање на животни од видот говеда поради сторен прекршок согласно одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните биле спречени од сопствениците. Како и во неколкуте обиди за одземање на животните досега, сопствениците на говеда од 3 одгледувалишта денес и едно непознато лице ги спречиле официјалните ветеринари и полициските службеници во спроведувањето на вонредниот инспекциски надзор, растерувајќи ги десетината говеда кои се наоѓале во близина на една од шталите, со што е оневозможено нивното идентификување и проверка на здравствениот статус, а со тоа и спроведување на решенијата за одземање на животните, се вели во соопштението од агенцијата. Против 3 одгледувачи на говеда кои во моментов во ветеринарно-информативниот систем на АХВ имаат пријавено 486 говеда, до АХВ се поднесени представки од поединци и сопственици на имоти во близина на селото, како и од општина Крива Паланка, до која се обратиле жители од ова село. Бројката на говеда, поради немарност и негрижа на сопствениците и нивното неконтролирано размножување, сега по проценка на официјалните ветеринари изнесува над 600 животни кои неконтролирано се движат не само во близина на селото, туку и во градот Крива Паланка и по сообраќајниците, магистралните патишта, предизвикувајќи сообраќајни незгоди. Решенијата за одземање на животните се донесени во 2024 година по спроведени вонредни инспекциски надзори. Постапката за одземање на животните ќе продолжи, а поради несоработка на сопствениците и недостапност на теренот, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе побара соработка и од други институции, вклучително и од армијата, информираат од агенцијата. Може ли Македонија да си дозволи 5% од буџетот за одбрана? Како ќе се модернизира армијата и на што се должи најавеното вработување на 300 професионални војници? Дали и под кои услови македонска војска би одела во Украина? По тема на денот со министерот за одбрана Владо Мицајловски.
По 5 години од приемот во НАТО на трибина на дипломатскиот клуб, членството во Алијансата беше оценето како најважен момент во постигнување на стратешките цели на државата. Ветераните во дипломатијата очекуваат Македонија да ги следи чекорите на нашите партнери за модернизација на одбраната. Предизвиците пред кои сме изложени се исто толку големи колку и придобивките кои ги имаме како земја која е веќе 5 години членка на најмокината алијанса. Важно е да се вложува во буџетот, да се разговара за регионалниот пристап и за она што и е најпотребно на армијата. Министерот за одбрана во обраќање на трибината организирана од ветерани во одбраната порача дека токму во насока на модернизација и засилување на армијата е и огласот кој денеска е објавен за вработување на над 300 нови професионални војници. Мора паралелно да издвојуваме средства и за нашите капацитети, а паралелно и да се модернизираме. Согласно НАТО потребата, ние треба да издвојуваме 20% од нашиот буџет за модернизирање. И навистина оваа година ќе има доста проекти што ќе ги реализираме и затоа најголемиот буџет, средства во буџетот што ги имаме се токму за оваа намена. Јас сакам да ме информирам дека 32% од нашиот буџет во оваа година се директно одвоени за модернизација. И тоа ќе продолжи и во наредните години. Министерството објави и конкурс за 300 професионални војници. Тоа е една убава можност секој еден млад човек што си ја сака државата, што го сака НАТО, што сака да биде дел од безбедносните структури да аплицира. На трибината свој осврт за патот до пристапувањето и значењето од членството во НАТО дадоа и поранешни генерали и високи чиновници во армијата. Улогата на НАТО во поддршка на Украина во овие критични времиња е од клучно значење, потенцирајќи дека нашата држава треба активно да делува следејќи ги случувањата во европските земји членки во НАТО, кои најавуваат поголеми инвестиции во одбраната. Новата американска администрација во изминатите 2 месеци инсистира на значително зголемување на инвестициите во одбраната и способностите од страна на европските членки на НАТО, најавува намалување на американското присуство на европскиот континент, упорно и одлучно презема мерки за брзо завршување на војната во Украина, наметнува такси, сведоци сме на трговска војна во зачеток и така натаму. Се тоа случувања од кои од една страна предизвикуваат загриженост, но од друга страна бараат и иницираат акција. Членството во НАТО го оцења како еден од најважните историски моменти во реализација на нашата стратешка цел како мала држава која се наоѓа во чувствително геостратешка положба. Ветераните оцења дека рамноправното учество во алијансата не само што е важно од безбедносно-политички аспект, туку тоа суштински се одразува на севкупниот живот на иднината на секој граѓанин и на идните генерации. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Руско-американските преговори продолжуваат попладне во